Формирањето на вкупно 9 комисии беше усвоено денес на седница на Советот на општина Тетово. Се изгласаа председатели и членови на статутарно-правна комисија, комисии за финансирање и буџет, за урбанизам и заштита на животна средина, за комунални дејности, за јавни дејности, за награди и признанија, за полова рамноправност, за проценка на штети и комисија за односите меѓу заедниците. По ова, Советот продолжува со реализација на активностите кои беа запрени. Има по 5 членова на сите комисии, каде што се комплетира тој мозаикот на Советот на општина Тетово. Сите извештаи што беа останати од минатиот совет и сите програми што треба да поминат, како например програмите на училиштето, средното и основното училиште и програмите на секторите и на предпријатијата. Одма во идната недела ќе викам уште една седница каде што Советот сега е функционален, ги има сите елементи, сите нишани што може да работи. Сите сектори и сите предпријатија, програмите што ќе ги прават нормално со дискусија и со координација со градоначалникот, одма тие програми треба да ги помине во општина Тетово за да може да се инвестира во терен каде што луѓето веќе чека долго. И тие програми најбитни ни се, значи покривање на дупките, најбитни ни се отварањето на булевардот каде што пред еден ден одивме го видевме и работите како течат таму. Има и други булеварди што треба да се отворат. Тие нормално ќе се видат и економските, финансиските состојби како ги имаат предпријатието и секторите ќе ги видат и ќе ги спојат заедно за да може да се имплементира. На дневен ред беше и точката за престанок на функцијата на член на Советот, односно на Фатон Ахмети од ДУИ. Тој што беше носител на листата, повеќе го види економскиот интерес од тоа што проблемите што ги имаат граѓаните. Тој беше во кампања и сега дал оставка во Советот на општина Тетово. Одма ќе доаѓа од нивната партија ќе доаѓа советникот кој што е на ред. Не дадеше, пишуваше дека според приватни причини не е на Советот на општина Тетово. Инаку ова беше втора седница на староновиот состав на Советот по вонредните избори одржани на 20 август.